За жал министерка да не присуствуваше, беше заменетот, кој што Патер лично не може да обясни по која стратегија и со кои концепта настапува Министерството во решавањето на овие, да речем, важни прашања. И ја лично избегнав да разговарам воопшто без да имаме концепта зошто и како би ја гледале судбината на СЈО во рамки на обвинителството, а особено не за покинување на СЈО без да имаме, да кажем, проценка на тоа зошто СЈО треба да сгасне, а да остане да ги преземе неговите капацитети во обвинителството за организиран криминал, бидејќи така излегува дека едно се става во стечај, а друго ги зема неговите капацитети. Ние немаме оцена од било каква релевантна за успешноста на едното и на другото обвинителство, со да речем условно спешни областувања, за да оцениме кој заслужува. Концептот на Министерството е да сгасне СЈО, да продолжи да работи обвинителството на Билма. И практично се растура комплетно. Стана збор евентуално тие да продолжат по областување на обвинителот да ги работат предметите. Не ми е јасно зошто не се бира нов обвинител во услови каде што имаме преговори кои што се многу неизвестни, кои се водат без никаква концепција или стратегија. Колку што разбрав, Републичкото обвинителство е спремно да ги прифати предметите, а ова за специјалното обвинителство уште се мисли дали ќе ги предаде, бидејќи е проблематичен правниот основ за предавање на тие предмети. Мене, ако ме прашате, како професор по право, кој читам 5 член, мислам дека не може да бидат предадени предметите и мислам дека дополнително ќе се искомплицираат работите со тоа што ќе им се даде дополнителен, да кажам, основ на одбраната и адвокатите да оспоруваат правната издржаност на ова, да речем, трансформација. Односно законот, нашите информации се дека тука сте забравиле на дел од работите, каде ќе одат обвинителите од СЈО, дали ќе постои она што беше најавено специјално одделение за гонење висока корупција, дали тоа ќе остане така и дали како доказ и бомбите исто така ни се отварат прашање дали ќе бидат користени или не. Искрено да ви кажам, ние дискутиравме повеќе за предлогот на Министерството за правда, помалку за амандманите на другите, бидејќи јас се одбивам да разговарам без да си има концепт што сакаме да постигнеме. На амандмани без концепт зошто се сгаснува СЈО и како треба да се организира борбата со високата корупција во Вилина, амандмански е подметнување, бидејќи ако немате решенија принципијални, врз основа на амандмани е само внесување забуна за тоа што уствари сме го избрале како пат. Следно, во дадената ситуација каде што министерката разговара во име на политичка партија за судбината на СЈО со друга политичка партија, нашата улога е многу незгодна да искачаме ние се како советници на една партија, бидејќи ние немаме контакт со идеите и представниците на ВМРО. Да искачаме како некои консултанти кои што евентуално би им даде тежина на представниците на СДСМ, кои што преговараат како партиски, а не како повеќе како Министерство за правда. Групата би требало да работи како група во Министерство за правда без партиски влијанија. Мојот предлог беше, кој што веројатно нема да помине, ако сакаат политичките партии да остат работна група, да исклучи со професионален, да речам, концепт и избор, а не амандмански на овие на политичките партии. Бидејќи од верзијата на работната група има релативно малку останато. Сега не ми јасно, па и мене не ми се јасно, ама од прилика ми јасно дека е донесена одлука да сгасне СЈО без да видиме која е вистинската причина за тоа. Тука ниту меѓународната заедница се изјаснува. Имаше на состанокот представници на Американска амбасада, имаше представници и на специјалното обвинителство. Сите искочени задниот влез. Треба и нив да ги прашате, бидејќи очигледно се фактори. Не беше моја идеја да се формира СЈО, беше идеја на Американската амбасада. Во кој момент тие Европска унија се откажа
Не е идејата да се бутка сега законот за обвинителство како наслов, да донесеме закон. Идејата беше со тој закон да се обезбеди СЈ на потребна основа. Кога се откажа од таа идеја, сега е остана голем наслов да се бутка да има некој закон кој што за тој не стои ништо или стои нешто сосема трето. Сега со право сте вие збунете и правната фела и невладиниот сектор. И тоа не е добро, бидејќи и за тоа треба помене тој закон да не се носи на брзина. Треба да се продолжи законот за специјално обвинителство, не знам кој ќе одговара, зошто не е избран обвинител, бидејќи тој закон важи и обвинител требаше да биде избран пред неколку месеци. Најдобро е да се избере обвинител кој што ќе ги продолжи предметите во рамки на законот за кој што постои согласност и пропишана процедура по која што делува, бидејќи трансформацијата на овој начин со кој што би се извела сега, ќе ги скомплицира работите повеќе од колку што ќе придонесе да се завршат барем предметите за кои што се суди. Значи, во име на тоа да не се има некаква скриена амнестија за спорните предмети од аспект на уставноста и законитоста на рокот поведените истраги по 18 месеци, се станаат на тенок лед и другите предмети, вклучително и главниот кој ќе слушкували зошто. Бидејќи ние кој јавност очекуваме тоа да се заврши. Второ, концептот на СЈО, односно самото име СЈО како символ за промени за правна држава, по мене не треба да згасне, како што сега се нуди. Бидејќи тоа не е само некој обвинителство и група луѓе, тоа е концепт, символ на борба за владење на право. Ако вие не го закопате, луѓето ги збунувате и довербата се губи во системот. Ако луѓето нема доверба во системот, тоа е многу лошо. И со право нема доверба. Бидејќи се импровизира, не можете вие со правото, со човечките судбини, а казаното право носи сериозни импликации, замрзнување имоти луѓе у притвор. Вие не може да се дозволите како држава, утре да не се знае што ќе биде, нема субјект кој што ќе има, да речам, издржаноста правна да одлучува за овие работи кои што се судбини за некои фирми, за некои луѓе или за партии. И тоа е прашање на кој што ќе одговорат политичарите, исто кој што треба да одговорат зошто до пред месец дена сите беа за СЈО, а сега не се. Дали е тоа, значи, да речам, проблемот, инцидентот со КТЦ Јанова е еден проблем кој што не мора да значи крај на идејата за СЈО. Бидејќи ние не искушевме по улица да бараме КТЦ Јанова да дојде, бараме правна држава. И СЈО како елемент за борба со висока корупција. Се додека главниот обвинител го бира политичка партија на власт, има потреба од независен орган што ќе биде коректор на политичката елита да не забегува. Бидејќи тие секогаш ќе си донесат обвинител што ќе даде гаранции дека нема да ги гони.